благодарам. Бидејќи не можам да бидам и председател и говорник, а сум активен член на оваа комисија, ќе ве молам за мир. Нема тука начин како да го стопирам. Колегата Талевски истакна дека фамата не ни успеала фамата околу онкологија. Се надевам дека беше само излет на вокабулар во нервоза. Фамата на онкологија не е од ВМРО-ДПМН, ниту од пратениците. Фамата е од пациентите, од медиумите кои што реагирале од 2019 година. И сега, господин Венко Филипче е одличен неврохирург, голем доктор. За мене, како менаџер, потврли ужасно и во ковид кризата, и со смртноста, и со модуларните болници, и со имотот, име на семејство, и со мотори, возење и така натаму. Прашањата кои што се однесуваат директно до Венко Филипче се однесуваат на приказната која што треба и медиумите ја знаат, и новинарите, а треба да ја знае јавноста. Во рамките на клиниката за онкологија има раководители на оддели. Тие раководители на оддели даваат насока за која терапија нив им е потребна. Стручниот колегиум ги разгледува тие насоки со понудени предлози медикаменти и количини за терапирање. По одлука на стручен колегиум, тој документ се доставува до директорот, го одобрува управниот одбор, директорот назначен од министер и задржан на раководна позиција од министерот Венко Филипче, за да се побара одредена терапија. Понатаму се преговара со ФЗМ со тој документ. По преговарањето со ФЗМ, доколку ФЗМ рече амин, има пари за ова, постапува МЗ, министерот за здравство. Министерот за здравство ќе даде свој подпис, односно одобрување за таа рамковна спогодба. И така ќе се набавува медикаментот за потребите на ЈЗУ. Што е она што го гледаме, почитувани, за да биде јасно за сите? Стручен колегиум не постоел, а раководителите не кажале која терапија во ниеден момент. Директорот некако магично решил која терапија, во која количина и за кои суми. Кога дошол во Министерството за здравство со уредно доставено барање без стручен колегиум сам од себе, министерот, односно правната служба и тогашната Татјана Пехчевска, назначена од министерот Венко Филипче, му дала согласност. Меѓутоа, таа условена согласност, доколку имате согласност од ФЗМ. А ФЗМ никогаш не дал согласност. Сега ФЗМ, директорот на ФЗМ го избира владата, а во истата влада седел и министерот Венко Филипче, речи си е невозможно две тела на влада, толку неусогласено, а рамковна спогодба тече. Министерот е должен да знае како се прават рамковните спогодби, да има контрола на собствената институција и преку кадарот кој што самиот го назначил. Министерот е должен да знае кои се надлежностите и улогата на директорот и како се раководи со клиниките. Впрочем, неблагодарно, меѓутоа, тоа е улога на менаџерот министер за здравство Венко Филипче. Баш во тој период немаме протоколи за требување, нема стручен колегиум, нема протоколи и интерни акти за проследување на терапија пациенти. На документацијата каде што е пропишана терапија за одредените пациенти морал да се подпише лично докторот за требување, не специјалистот кој што го водел. Овластување за биолошка терапија давал централизирано директорот кој што го пофали министерот. Нема КАТО систем, нема систем на следење, нема национален електронски систем за материјална евиденција и следење на медикаментите кои што министерот требал да го ревидира, исто како и протоколите. Имало реверси во милионски суми, за кои што немаме следство до кои пациенти стигнале. Може би стигнале, може би не. Кој бил одговорен? Бил министерот. Министерот за здравство е должен да има контрола на целокупниот здравствен систем. Господине министер, имавте суспензија на контролните механизми преку ваша лична инспекција, ниту побајан инспекцијски надзор од ФЗМ, ниту од Малмет, ниту сте имали извештај од директорот. Доколку грешам и ревизорскиот извештај лаже, коригирате ме сега и веднаш. Благодарам.